Jaz imam pojednako mišljenje od toho, što vi го iznесовте, дека ние не може да се мешаме во работата на Општинската изборна комисија Куманово во однос на располагање и чување на изборниот материјал. Јас го мислам спротивното и тоа како сме ние обврзани и задолжени, особено во периодот кога Државната изборна комисија може да одлучува по одредени евентуални приговори за изборниот процес на 7 април. Значи, тој доверлив материјал е неприкосновен и апсолутно во собственост и располагање на изборните органи, почнувајќи од Општинската изборна комисија, па и Државната изборна комисија. Интервенцијата, односно издадените наредби од страна на истражниот судија во Куманово, па после дополнување со наведување на имиња, например, наредба КРИ број 4465/13, се наведени 3 лица: Хурем Нухи, 74-та родена, Хајрија Нухи и Зеќафет Нухи, поради постојање на основано сомнение за сторени кривични дела злоупотреба на избирачко право од член 161 став 1 од Кривичниот закон. Не знам од каде им се сомненијата без да се изврши увид во изборниот материјал и да се извлече таков заклучок. Прво, овде нема никакво објаснување каде се состои кривичното дело злоупотреба на избирачко право на дотичните лица кои ги спомнав, а во другите две наредби имаш други запишени лица. Мислам дека имаме класичен упад од судски органи, во случајот Општински основен суд во Куманово, односно истражниот судија, кој врши упад врз изборниот процес во Република Македонија, без никаков повод и причина, особено во фаза кога Државната изборна комисија треба да се изјасни по одредени приговори поднесени од страна на учесниците на овие избори. Државната изборна комисија треба да види на ниво на задачата и согласно изборниот законник, по мене, во овој случај само еден заклучок може да донесе. Да поднесе барање до Државниот судски совет, да се преиспита работењето на дотичниот истражен судија во Куманово, кој противзаконито врши упад во изборниот процес во случајот во Општина Куманово. И никакво друг заклучок, друга одлука ова Државна изборна комисија не би можела да донесе на оваа седница, особено кога имаме наразредување приговори, каде што неверојатно се наоѓаат и приговори за овие избирачки места кои се наведени од истражниот суд. По мене, ваквиот упад врз работата на изборните органи, Општинската изборна комисија, а со тоа вовлекување на Државната изборна комисија, не е ништо друго, само вршење притисок при решавање на приговорите, ако ги има, ја се уште не сум ги отворил, за овие избирачки места, да се действува одредени одлуки кои нормално би отише во полза на тие кои поднеле приговори на овие избирачки места. Ја предлагам и барам Државната изборна комисија да се изјасни по овој мој предлог. Државна изборна комисија да поднесе известување до Државниот судски совет за незаконитиот упад на истражниот судија од Куманово во изборниот процес во Општина Куманово. Благодарам.